Почитувани гледачи, се наоѓаме во Спона, Српскиот културен и информативен центар. Има многу активности, но нешто што е најактуелно е што на 22 јуни ќе бидат дел и од Скопско лето. Сите детали околу самиот концерт, но и нивните планови во иднина и активности ќе ги зборуваме во продолжение. За почеток, на моје големо задоволство, разговарам со Горана Јуруковски-Јовановска, PR на Спона. Горана, ви благодарам што зборувате за Телевизија 24. Добродошли, добродојдовте кај нас во просториите на Културно-информативни центар Спона. Така, као што кажавте, на наше големо задовојство, ево ова година ќе бидеме дел од Скопско лето со еден голем настан по повод на наше 20 годишње постоење на нашиот центар, тука во Скопје, ќе се вика Шлаг шлагери. Ние исто така да напоменеме, имаме веќе 2 години канцеларија во Куманово, така да еве од 2005 како наше деловање тука во Скопје, ово ќе биде некој голем, значајни, љубилни концерт и уште еден ќе биде пред крај на годината. Така, многу убаво. Еве за почеток, пред да одиме на настанот кој што ќе биде на 22 јуни, кажете ни какви све имате програма тука во самиот културно-информативен центар Спона. Еве гледам и книги тука, дали ова библиотека, дали можат луѓето да дојдат и да си поземуваат книги? Така е, сите наши чланови имаат таа можност, секојдневно тука сме во нашите канцеларии, ни нудиме голем број на книги од Народна библиотека од Србија, што не е донација, и другите книги и на македонски јазик и на српски јазик, имаме историски книги и ове сега нове белестристика, така да сите заинтересирани што ептен сака и култура и настани, тука сме и за книги, а исто така организираме секојдневно и книжевни вечери, имавме и концерти, изложби и представи. Така, еве ја гледам токму овде книгата на нашиот познат книжевник Венко Андоновски, Вештица, преведена и на српски јазик. Така е, во моментот до крај на година ќе биде книжевни вечери со македонски автори, преведени на српскиот јазик и исто така српски автори преведени на македонски. Венко ни беше првиот, потоа имавме и Томислав Османли, овде тука во нашите простории, а сега во летен период заедно со Буква кафе библиотека. Таму имаме настан, ево на 1 јули следниот ќе биде, така да сите што сакат култура може да нас заследат и на нашите друштвени мрежи, на профили и на нашиот сајт spona.srb.org. Можете да нас заследите и сите дешавања како и вести. Баш убаво, навистина некако и двата народа едни со други имаат и што да научат и имаат богата култура и македонскиот и српскиот народ, па некако убаво е и да се одржуваат настани каде што културите нели се испреплетуваат, учат едни од други, а секако и писателите едни од други да ги читаме, да ги преведуваме, тоа е навистина убаво. Ни спомнавте за настанот на 1 јули. Така. Може ли само тој да го најавиме, а потоа секако ќе се префрлиме и за онај клучниот настан за кој што сме тука? Така, ние сега имавме првиот настан со Венко, потоа Томислав Османли, сега на 1 јули не сакаме да откриеме баш за да нас заследат што повеќе и да нас пратат сите љубители на книга. Ќе биде у вечерни часови според нели временски услови, ќе има мало и дружење и продаја на книга, исто тако могу да дојдат кај нас да се зачленуват, да се запознат и со наша култура, со јазик, а и плюс се бавиме со хуманитарни активности заедно со Срби за Србе. Имаме донации од сите земји, помажеме тука на простор на Македонија за социјално згрожене фамилije. Имаме веќе голем проекат со нив 12 години, така да и тука можете исто така да се приклучат. Одлично, баш убаво. И сега полека додиме за 22 јуни, за тој настан да позборуваме. Спомнавме дека многу убава шлагерска вечер ќе биде, каде што ќе се интерпретираат шлагери, па кажете ни подетално. Така е, ние сакавме да се вика ко некаду 8, нели тој момент на нека убава времења од минатото. Сега го насловивме како Шлаг шлагери, според тоа што ќе бидат и македонски изведувачи и ние ќе го донесеме од Србија Оливер Njego, чувени нашиот певач со преубав вокални могуćности. Тука ќе бидат старите песми од времења, да кажем, од моите родители. Dakle, Bolji život Špica, Zdravko Čolić, April u Beogradu,
ќе биде исто така од македонска страна како Вардар, ќе дотечам и уште многу убави некои 20 песами и сакаме да биде на отворено покрај Вардар од 20:30. Подетално ќе каже Полифонија, продуцерска куќа, музички заедно со нив. Ќе учествуваме така да ќе дознате тачен број на изведувачи и на песни. Мислим дека ќе биде на отворено преубав настан и ги повикувам сите кои сакат и култура и таа убава времења да тоа вече заиста доживеат како некад. А верувам дека ќе има и голем интерес не само кај повозрасната публика, туку и кај помладата. Тие песни денес кај помладите ги слушаат. Така е, уште се актуелни. Ево сега беше нели концертот на Здравко Чолич, ќе биде исто така од Ѓорѓе Балашевиќ Рингишпил, ќе биде весело, па ќе се вратиме, да кажеме, у тоа минатото некој убав период на животот. Така. Самиот Спона како културно-информативен центар, колку време постои? Кажете ни детали околу самата организација. Така е, од 2005 година тука сме во Скопје. Еве 20 година славиме, баш сакаме да го започнеме со овој убав настан, а потоа ќе биде и на крај на година уште еден голем, што не сакаме да кажеме. Ово нам е некој уводни дел да се дозна за нашиот минатиот рад. Не сакаме да многу говориме, затоа и кажеме да нас прате, да нас следе нашите догаѓаи и тука да нас посете во нашите простории. Горана, како Српски културно-информативен центар имате и свое списание. Кажете ни како се вика и слово се вика. Може да видиме, меѓутоа што содржи тоа? Така е, ние сме единствени баш часопис на српскиот јазик, бесплатен е, што е најважно да се нагласи. Најчесто кога ќе ни доаѓа тука во просториите го барат часопис според содржината, ево ги повикувам и сите гледачи слободно да поминат тука кај нас, да го земат. Од прилика еднаш месечно излегува. Сега поради летниот период, нели, ќе имаме малце од септември новиот број, пауза, така е. Внатре исто така има и за помала дечиња словци се вика да научат нешто од српскиот јазик, да се запознат со српската култура, како и преглед сите настани културни тука во нашиот град Скопје. Така да единствени часопис како бесплатен примерок, сите кои ќе не посетат ќе добијат. И исто така што содржи култура и културниот дел на град Скопје, како и пошироко во регионот, што се случува, кој ќе ни доаѓаат пак ако имаме, кажем, нагласувам книжевне вечери, што е најчесто тука кај нас во нашите простории, и сега пратиме нови трендови, имаме нашиот подкаст со успешни луѓе од српско потекло или ето да кажем дека се по националности Срби, пошто е подкаст на српскиот јазик, можат исто да нас заследат на нашиот YouTube канал. Интересантни и гости од култура, новинари, доктори, архитекти, имавме гости. Сега ќе продолжиме со подкаст. Ако некој има интересна приказна, ево како јас, може да нам се исто дојдат тука да се запознаеме, да направиме можеби и некој убав интервју. Младите исто писатели секогаш ги поддржуваме. Книга, издаваштво исто поврзано и со Србија и тука со Македонија, така да најчесто сакаме да го промовираме култура. Се помалце за жал, исто така и овој сам настан шлагери, да ако можеме пак да вратиме тоа минато за што мислим дека сите го жалиме според концертна и уопште културата, како да не кажем... Мако да ја подигнеме. Така е, на последње место е, така да ете сега ги повикувам сите, ќе биде преубавов настан, културен настан, ќе има убави изведувачи, и да не заследе и на нашите друштвени мрежи, имаме и нашиот сајт. Каде можат да ги? Билетите ќе бидат од понеделник во продаја, с тим дека и Скопско лето како голем настан ќе можат сите да нам се приклучат на отворено е покрај Вардар, кај МНТ, кај оној стаклениот мост, така да ќе можат да дојде од сите страни да се види што ќе се случува. Така, тоа е многу важно и еве вие сте дел од Спона, можеби некој година дена. Како вие се чувствувате во Македонија, еве тука живеете, тука сте омажени. Како вам ви се допаѓа Македонија и Скопје? Јас го сакам секако Скопје како помалиот град и се немам чувство дека не припадам тука, нели ние сме сите од тоа време, така да многу ми е овде убаво, поготово со култура и со културен
тие манифестации, така да повикувам сите што ги сакат и култура и културни активности како и хуманитарен рад да ни се приклучат заедно, ќе се почувствува како спона, нели самиот назив говори доста, така да ево и овој настан пак ќе не сjedини заедно. Така, ви благодарам многу и се надевам дека ќе имате уште многу убави програми во иднина. Благодарам. Орце Ицковски, представник од Уметничкиот центар Полифонија, ви благодарам еве што и вие зборувате за неделниот микс на телевизија 24 во соработка со Српскиот културен информативен центар Спона, го подготвувате настанот на 22 јуни. И што по-конкретно кога станува зборот музички аспект, ќе има можност публиката да слушне? Здраво, најпред благодарам за поканата. И што би било најинтересно да го спомнеме околу настанот на 22. Тоа е настан, според нас, многу интересен и многу битен за нашиот град, затоа што доаѓа како второ издание на Полифонија. Првото издание беше концерт на македонски шлагери, сега како второ издание е концерт на ексју шлагери, евергрини, музика која што на некој начин ја представува градската култура, го представува уметничкиот дел на минатото, на некој начин кој што го негуваат постарите генерации, но исто така нели помладите генерации го вреднуваат во последно време и на некој начин представува и предизвик, а и заинтересираност на пошироката јавност. Полифонија во соработка со Скопско лето. Скопско лето како фестивал кој што навистина е вреден за нашиот град, кој што нели во жешките денови преку летото кога нема други активности, ни овозможува да нели уживаме малку. Да уживаме во културата, нели го прифаќа овој настан како дел од својата програма и тој ќе се случи на 22 во недела на платото пред Македонскиот народен театар. Со можност нели да се изведе тоа на мостот кој што беше планиран како панорамско тркало и ќе биде така интересна сценографија на концертот ќе учествува оркестарот на Полифонија кој е во поголем состав со околу 30 музичари, диригент, а ќе учествуваат наши познати македонски вокали, пејачи, меѓу кои Андријана Јаневска, Маја Гроздановска, Денис Димовски и уште некои да не испуштам, нели, да не замерат, меѓу другото нели и гледачите да бидат заинтересирани да може да дојдат и да си ги откријат сите нели изведувачи или и сите песни кои што ќе бидат представени на таа вечер. Во секој случај ќе биде фантастична вечер кој што ќе биде микс од македонски евергрини и ексју, како што нели се нашиве како Вардар ќе дотечам, љубиме и главата горе, Сонце за три света, од популарните пејачи како што е Здравко Чолич, Ѓорѓе Маријановиќ, тоа ќе биде како насловен дел на концертот Конекату 8. И тоа некако ги спојува сите генерации. Баш така, како водител ја одбравме Вера Јанковиќ, кој што на некој начин е од генерациите кои што ги негуваат тие песни, а и при тоа се уште е активна и е еден како најкомпетентните ликови за да ги представи и да ги објасни сите тие песни кои што и да даде живост на самиот кои што живеа во минатиот период. Така да сметам дека ова навистина ќе биде убав настан на фестивалот Скопско лето, а и секако за граѓаните на градот Скопје, за туристите кои што доаѓаат. Амбиентот е прекрасен, нели покрај Вардар. И така да очекуваме навистина како и првиот настан кога го направивме со македонските шлагери, овој очекуваме да биде многу подобар. Бидејќи ќе биде микс и на македонски и на српски шлагери, песни кои што и ден денеска се слушаат.
Така. А во однос на подготовката, како изгледаат пробите со оркестарот? Ете, 30 членови на оркестарот се подготвуваат, не е мала бројката, сепак сериозна бројка и голем број луѓе на сцена ќе бидете. Па како изгледаат сега подготовките еве на ден-два пред самиот концерт? Токму така, значи ние како уметнички центар секогаш работиме во културниот дел на културниот живот на градот, нели, во државата, да дословно да ги прикажеме сите работи на начин со висок квалитет, и во овој дел исто така пристапивме максимално професионално. Веќе од прилика околу месец и пол се работат аранжмани специјално за овој состав на оркестар. Ги работат аранжери исто наши именитни музичари кои што се професионални во својата дејност, и сето тоа ќе зазвучи на еден така врвен начин со призвук како што звучеле во минатото и уште подобро, нели, во живо, на отворено, со можност да, нели, сите кои што се заинтересирани да го слушнат. И да уживаат. Многу убаво. За самата соработка со Спона и Полифонија, како се случи самата соработка? Како дојдовте на идеја за овој настан? Вака, Полифонија уметничкиот центар, како што споменав на почетокот, работи во повеќе делови од културниот живот, од доменот на културата, и во изминативе години имавме неколку соработки со Спона како поддршка во делот на обезбедување на уметници. Тоа беа дел од класичната музика, диригенти од Србија кои што беа поддржани, и на некој начин не е ова прва соработка, но на начин на одолжување кон Спона, Полифонија имаше должност да роденденот на Спона го прославиме на вака еден одличен начин, со на некој начин заслужено од Спона, како што ја поддржува културата во Македонија, македонските уметници, српските уметници, заедничката соработка во регионот. Ние сметаме дека треба и заслужува Спона да го одбележи својот 20 роден ден на ваков начин. Апсолутно. Ицковски, кажете ни за самите проекти во иднина на Полифонија. На што планирате да работите? Имате ли можност да ни објавите нас на гледачите, дали нешто може да ни откриете? Вака, уметничкиот центар Полифонија работи на неколку платформи. Како прво, основниот дел едукација на младата публика, на младите уметници, афирмација на младите уметници, афирмација на македонската уметност и култура надвор од државата, и нормално представување на светската култура овде кај нас. Како дел од промоција на нашите млади музички уметници, само што одржавме еден проект кој се насловен како Вивалдијада, и е наменет за токму така најмладите уметници од Македонија кои што го изведуваат познатиот, нели, композитор Вивалди, и Полифонија им овозможува платформа сите тие успешни млади уметници да настапат со оркестарот на Полифонија и да одржат концерт со она кој што, нели, на некој начин представува нивната иднина, и не секој, нели, уметник млад има можност да настапи со филхармонија или со оперскиот оркестар. Полифонија им го возможува тоа чувство, и на некој начин пласираме и трасираме нови уметници со тоа. Тоа беше Вивалдијада. Концертот се одржа во Чифтеамам. Исто преубав простор. Да, преубав простор, акустика, нели, која што ја доловува катедралската акустика. И, нели, сите уметници од овој пат беа од Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, се представија на одличен начин, добија нови искуства, познанија и, нели, нормално потик за да работат понатака уште повеќе. И со овој проект навистина ние се гордееме затоа што помагаме во афирмација на младите уметници. Следен проект кој што исто така ни е многу битен е
како што споменав, представување на нашето музичко творештво, на нашите творци надвор од државата, а тоа е концертот на 18 септември со проектот Македоникум, проект кој што е направен од композиторот Давор Јадановски, исто наш познат композитор, и е во состав на несекојдневен музички состав, квинтет, клавир, виолина, флейта, фагот и кларинет, и е на тема на обработки на стари македонски песни во современ стил, кој што веќе неколку представувања надвор од нашата држава предизвика огромен интерес и навистина ни е значаен, бидејќи на тој начин ја представуваме и македонската уметност и македонските уметници надвор од Македонија. Што е исклучително важно, нели? Така. Им се дава и нив шанса и едни од други да учиме заедно со уметниците од странство, а секако имаме и ние што да покажеме. Имаме врни уметници. Так. Еве, вие сте дел од ансамблот на Македонската опера и балет, исто така сте таму многу ангажиран. Има ли интерес, посетеност за класичната музика? Кој е вашиот впечаток? Јас мислам дека има интерес, но тоа не значи дека ние не треба да се грижиме и тоа да го пласираме повеќе. Моето конкретно мислење дека треба повеќе да се стави акцент на децентрализација на уметноста во нашата држава, кој што нели одредени проекти може да се изнесат надвор од главниот град и да може да пошироката јавност од државата да ги види. Во тој дел би што нели како полифонија, уметнички центари, на тој дел се фокусираме на изработуваме камерни проекти кои што ги движиме низ градовите, низ нашата држава. Исто минатиот месец имавме концерт во Куманово со класична музика, трио во помали состави, кај што на тој начин генерираме, креираме нова публика која што понатака би била дел од оперските представи или концертите на филхармонија и така натаму. Најважно е нели од мали нозе да ги учиме децата што е квалитетна музика. Токму така, да. Ви благодарам многу, Орце, за разговорот и се гледаме на 22 јуни, секако на преубавиот концерт. Токму така, повелете.